Поучени, но и принудени од искуството во последните неколку години, одговорните во нашата општина продолжуваат со започнатиот процес на модернизација на единицата на територијалната противпожарна заштита во Крива Паланка. Со лично залагање од наша страна, но и благодарение на македонци кои живеат во странство, последниве 3 години возниот парк на кривопаланечките пожарникари е далеку поброен и неспоредливо поподготвен за одговор во критични ситуации од што беше во минатото. Имено, на цистерната, на валното возило и на возилото за интервенции при сообраќајни незгоди, деновиве им се придружи и повеќенаменско теренско противпожарно возило. Со оглед на карактеристиките на релјефот во нашата општина, но и поради зголемениот број пожари токму во ваквите тешко пристапни подрачја, набавката на интервентно возило на погон на 4 тркала се покажа како нужност. Па така, повторно профункционира соработката со Кралството Шведска и со нашинецот Јован Христовски. Епилогот го гледате самите. Возниот парк на кривопаланечката единица за противпожарна заштита е побогат за уште еден моторизиран член. Меѓу првите кои што имаа прилика одблизу да се запознаат со донацијата беше градоначалникот Арсенчо Алексовски, кој со оглед на тоа дека лично беше ангажиран во случајот, пред неколку дена го најави пристигањето на противпожарното возило, инаку марка Мерцедес. Пред неколку дена кажав дека на пат кон Крива Паланка е возило, кое возило е опремено повеќе за шумски пожари. Еве, на наше задоволство денеска возилото пристигна тука. Мислам дека имаме едно убаво возило, она што може да кажам, ова е трето возило кое го добиваме ние како општина, како сум ја градоначалник, и се работи за Мерцедес возило. Навистина, во изминатиот летен период имавме многу шумски пожари и ни се укажа потребата од вакво возило, затоа што не бевме опремени доволно со возила за гасење на шумски пожари. И еве, го добивме ова возило. Возилото е релативно ново, со 22.000 км поминато. Мислам дека сите ќе се сложиме дека тоа е едно добро возило со кое ќе биде доопремена нашата противпожарна единица, и камо среќа воопште да не се употребува, но сепак треба да го има. Во склопот на возилото добивме и пропратна опрема, добивме и електрични макази, или како ги викаат, клешти за отварање во случај на сообраќајна незгода. Добивме црева, добивме опрема за пожарникарите. Добивме една убава опрема која ќе биде опремена противпожарната единица, и мислам дека тај Боже никогаш да не се употребува за овие работи, но сепак мора да бидеме превентивни, мора да размислуваме на тоа. Еве, и ќе се заблагодарам и на сите оние што ни ги донираат, и операција Флоријан, и Упсала, и еве сега и Евле, и нашите луѓе кои се од таму, посебно командирот. Значи, од неговото залагање се плотовие возила што ги добивме. Јас целосна поддршка му давам за доопремување на оваа противпожарна единица и за допремување на самата служба. Ние ги реновиравме просториите, така да мислам дека и условите за работа во противпожарната единица кои ги имаат се далеку подобри него што беа, и тоа е. Ние треба да се грижиме да немаме пожари, но сепак мораме овие луѓе да ги опремиме и оваа единица да ја опремиме. Затоа што ако знаеме дека порано имавме возило од 67 година, и ова возило е голема разликата, а мораме да мислиме на вакво нешто. Тоа најдобро го знаат самите пожарникари. Посредувањето на административните работи во Скандинавија следувало 5-дневно непрекинато патешествие и минати повеќе од 5000 километри. Меѓутоа, тричлената кривопаланечка експедиција, предводена од командирот на територијалната противпожарна единица Иле Коцевски, во петокот задоволно ги представуваше перформансите на својата најнова аквизиција. Токму Коцевски не запозна и нас со карактеристиките на самото возило и со сето она што како придружна опрема го добиле од швеѓаните. Значи, голема чест и задоволство ми е да кажам на нашите сограѓани дека територијалната противпожарна единица од Крива Паланка доби теренско возило, поточно возило за гасење на шумски пожари, така и самото наречено Мерцедес Унимок U1300L. Тоа е на погон на 4 тркала, комплетно опремено со опрема за шумски пожари. Сега, возилото, значи, има танк, тоа е резервар за вода од 800 литра, има резервар за гориво од 1600 литра,
Опремено е со сајла за вадење, излегување во некои ситуации, излекување, на пример ако заглави да се врзи за бука, да може да излезе за некој дрво и сиде да. Меѓутоа можеме да влечеме и некои возила ако се во река попаднати во некоја провалија. Носилоста на самиот чекрек е 3 тона, значи можеме да излекуваме, а во вистина да дигаме и до 1 тон на тежина. Друга опрема што има, значи се има со него пумпа и има сандуци со опрема. Дел од опремата која што исто е добиена е за сообраќајни незгоди, тоа е електрична, значи ние имавме хидраулична опрема, хидраулични клешти и ножици со хидраулична пумпа. Ова опрема што ни ја дадоа е од шведска производител, значи потекло самите швеѓани, тие почесто ја користат ради зимските услови, доколку е на пример црево, не дај Боже да пукне, електричната ја рачунаат како посигурна опрема. Добивме некаде околу 6-7 пакета на црева, ни дадоа нови, некористени, значи добивме и друга опрема, добивме млазници за пена, за лесна, за средна пена, меѓумешалки, сето тоа е пожарникарска опрема која што служи за гасење на пожари од втората категорија, тоа е пожари на течности, на запаливи течности. Дел од опрема тоа што ја гледате позади нас, тоа е се значи одела за шумски пожари, меѓутоа дел од овие одела се наменети за новиот центар кој што се отвора во Битола за едукација на граѓани, меѓутоа и веројатно на едуцирање на вработените во територијалната противпожарна единица, кој што треба да започне со работа од утрешниот ден. Утре ќе биде свеченото отварање 4 ноември и натаму како ќе работи и ќе се развива ќе видиме. Тој ќе биде значи комплетно опремен центар за обука на пожарникари. По тој повод, значи, областа, односно Катриенехолм, тоа е еден град во Шведска, им донира одредена опрема, меѓутоа ни кажаа да задржиме и дел за нашата единица. Коцевски не пропушти уште еднаш да се заблагодари за несебичното залагање на нашинецот Јован Христовски, кој во шведскиот град Упсала работи како менаџер на хотелот Викторија, каде што пак се одржуваат конференции и обуки за пожарникари од тој дел на земјата. За возилото најзаслужни е господинот Јован Христовски, тој е наш иселеник, ако може така да го кажеме, меѓутоа тој се лути кога ќе го кажеме иселеник, значи тој е македонец кој живее и работи во Шведска, во градот Упсала. Тој е менаџер на хотел Викторија, кој се наоѓа во состав на противпожарната бригада во Шведска. И бидејќи кај него се вршат тие семинари, обуки за пожарникари, доаѓаат и командирите на единиците, кои што ги нема тие центри во своите единици, доаѓаат да вршат обука кај нив. И тој во разговор со нив, пошто ние му пренесовме нашите забелешки, која е причината, зашто ни се пожарите на отворен простор проблем, дали може да се најде некое возило за 4x4 едноставно, за да можеме и во зимскиот период да покриеме дел од градот. Значи не само за летниот период да го екипираме со опрема за шумски пожари, меѓутоа ни е потребно и за урбани средини, бидејќи ние знаеме дека имаме тесни улици кои што со досегашните возила кои што можевме ги имаме, многу тешко можевме да интервенираме. Меѓутоа тоа е тоа. Еве се пружи прилика, човекот стапи во контакт со командирот на областа Гастрик Рајнштајнер. Тоа е посеверно од градот Упсала и седиштето се наоѓа во Јевле. Со господинот Томи Торлинг е направено, тој е командир на таа област на противпожарната бригада, стапено во контакт, разговарано, објаснени нашите потреби и за кратко време, некаде околу 22-27 септември, ни дадоа до знаење дека ова возило веќе може да ни го донираат на нашата општина. И тогаш официјално испратија писмо до градоначалникот на нашата општина Арсенчо Алексовски и кога градоначалникот виде на што се работи, јас му објаснив која е потребата, значи кои се благодетите од ова возило, зошто ни е потребно за летниот период, зошто ни е потребно за зимскиот период, го видовме, ни пратија слики, фотографии, како изгледа, ни ги пратија перформансите, со што све располага, што све може да се направи со него, но бидејќи ова е возило дел од нашата служба, ние ги знаевме перформансите пред тоа, општината и советот се согласија, ни дадоа согласност да можеме да го дотераме. Средувањето на документите, значи во Шведска не ода толку брзо колку што тоа изгледа. Значи ни беа потребни од 27 некаде од 15 до 30 дена се средување на документи, вадење на превремена регистрација, одјавување на возило,
воведување за тие давачки испишување фактички од службата за транспорт кај нив, така ја викат. Сето тоа го средија и не поканија на 23 да отидеме да го дотераме возилото. Значи, во дотерувањето на возилото учествуваше екипа, тие побара, значи да биде екипа од тројца пожарникари, бидејќи ги знаеа дека возилото не може двајца да дотерат. Премногу е заморно, бидејќи ова е споро возило, си има преносите се добри, меѓутоа на кратки релации. Значи, ова е сепак теренско возило, не е возило за долг пат. И по тој повод тие непоканени отидовме на 23-ти, во Упсала бевме сместени еден ден, одморивме на 25-ти, не повика во градот Јевле и оттаму се упативме во Јарбо, каде што е и возилото беше сместено во таа единица. Го подигнавме, значи, возилото, го докаравме во Упсала, потоа таму го средувавме со... Едноставно имаше работи кои што моравме да го одложиме за поаѓањето за во недела. И во недела наутро во 6:30, помеѓу 6:30 и 7 часот се упативме кон Катрине Холм и кон пристаништето во Трелеборг да можеме да го товариме вечерто во 11. Значи некаде околу 13 часа возевме некои си 800 до 900 км и тоа беше најнапорната рута која што извозивме во целото наше патување до овде. Сепак и покрај одисејата од северот кон југот на стариот континент, првиот пожарникар во градот е среќен што повеќето планови кои што ги имал, заедно со локалната власт успеал да ги реализира. Се трудиме. Јас моите идеи кои што ги имам зацртано и кои што ги имам предвидено заедно со градоначалникот во неговата изборна кампања, значи се договоривме што може да се направи. Јас му ги предложив, тој ги прифати и мене ми е многу драго што тој ја поддржува нашата служба. Нашиот градоначалник ни дава целосна поддршка, откако ќе му го изнесеме проблемот, ќе му ги кажам кои се благодетите, кои се предности, кои се недостатоци, тој што гледа тоа што е добро, што мисли дека може да користи, го прифаќа. Значи, досега сите овие проекти кои што ги направивме, тоа е првиот проект со операција Флориан, донирање на возилото Волво од страна на операција Флориан од Велика Британија со комплетна опрема и 2-годишна обука, ни дојде као мелем. Потоа ја добивме сканијата, исто таа ја добивме благодарение на господинот Јован Христовски, значи наш шинец од Битола кој работи во градот Упсала, во Кралството Шведска. Се заложи да ја добиеме сканијата, потоа ги врзавме нашите односи со него, едноставно се сближивме, му објаснивме што е како и преголема заслуга на него е за добивањето и на ова возило. Како и да е, ниту подобрувањето на условите за работа, кадровската екипираност и зголемувањето на возниот парк нема да можат да дадат резултати доколку продолжи трендот на пожари, како последниве неколку сезони. Од прв до последен, одговорните упорно апелираат кон сите сограѓани, посебно во планинските предели кои што се покажаа како најризични, да се однесуваат исклучително внимателно и пред се совесно. Уште еднаш беше повторено дека и натаму убедливо најчестата причина за огнени стихии е човечкиот фактор, а разочарува и загрижува фактот што неретко присутна е намера. Над 90% од пожарите кои што се случија на општина Криа Паланка, да кажеме во период, за оваа година да кажеме, во овој период, значи се подметнати пожари. Тоа е човечкиот фактор. Јас апелирам до совеста на нашите граѓани да не палат оган на отворен простор, бидејќи со самото тоа што ќе ја загрозат својата безбедност, се загрозуваат безбедноста и на другите. Условите се многу подобрени, а пожарите се многу повеќе. Тоа е вистината, но тоа не е до единицата, значи тие си ја завршуваат работата. Луѓето овој летен период беа исцрпени од работа. Се случуваше да одат на еден пожар, па да одат на друг, па на трет, но се утврди дека 90% од тие пожари се подметнати. Се утврди дека кај нас, како граѓани, совеста е на многу ниско ниво. Некој за да може да купи ефтини дрва или да земе нешто слично, или не знам да направи некоја штета, направија огромни штети на нас како општина, направи огромни штети на природата. Тоа е сепак национално богатство, шумите ни се богатство на сите нас. Она што се случи, дај Боже веќе да не се случува такво нешто. Инаку јас себе ќе ја пофалам единицата за противпожарна заштита на Криа Паланка, значи во секој момент излегува на лице место, никогаш не затаја сите оние без разлика каква да имала работи, да е на одмори, да е дома, веднаш се активира, луѓето доаѓаат
на местото каде што е пожар и се вклучуваат во тоа. Но ние ако немаме совест граѓаните, ние ако сакаме тоа да правиме вештачки пожари, ќе има тоа и без разлики. Не ова единица, уште 10 да имаме, пак не можеме да се заштитиме. Јас ќе апелирам и на граѓаните, ќе апелирам до сите да се воздржиме во такви нешта и да се грижиме за сопствената природа, затоа што тоа е дел од нашето обкружување. Со надеж дека по кој знае кој пат повторената порака ќе стигне на вистинската адреса и нема одново да ни се случуваат минатите сезони, сите кои што беа присутни на презентацијата на новото противпожарно возило посакаа што поретко да биде ползувано.